Како прво, колега, треба да даете барем некој разумен рок до кога мислите да се вадите на тоа дека сте скоро на власт. Не, веќе не сте скоро на власт, веќе сте година и пол, колку сте и повеќе од тоа. Имаме една ситуација, значи после бегањето на Груби, ова на пример сега не би смеело повеќе да не се случува. Имаме една многу и ова треба јавноста фактички да го знае. Мене не ми е јасно како оваа ситуација која што се има случајно и сега ќе објаснам, не предизвикала некоја основано сомневање у МВР, значи ние имаме ситуација на Ремзи Мифтари кој што е бил шеф на возниот парк на Durmo Tours и осуден на 10 години, значи затвор правосилно, и Дурмиш Белули кој што е газдата исто осуден на 10 години затвор. И двајцата отишле на операција на тестиси скоро истиот ден. Ја не стигнав да проверам, не знам дали тој податок го има, можеби и кај истиот доктор, очигледно со цел да се различи судењето. И сега како тоа не предизвикало основано сомневање, во исти случај да двајца обвинети, па иста имаат казна, одеднаш добиваат иста дијагноза, многу сличен период, идат на исти зафат, па компликации им се јавуваат на двајцата и така натаму. За едниот да избега, додека вториот уште барем сега за сега знаеме дека е тука и треба да се јави пред судот на 1 декември. Тоа му е дадено како последен рок. Значи ја уште ево тука апелирам до министерот, значи човекот се вика Дурмиш Белули, еве ја имам основано сомневање дека ние можеме да имаме уште еден бегалец, па да гледаме и таа слика кај тие Most Wanted што ни се. Не ми јасно како ова не предизвикало сомневање, како ние прв ешалон нас ни бега, никако прв ешалон да одговара во оваа држава и некои бизнисмени како овие тука посочените кои што се со длабоки политички врстки, еве повторно ни бегаат. Значи јас себе апелирам и до министерот да не дозволиме еве и Дурмиш Белули да избега поутре на друга емисија за него да зборува. Пошто мене ми е многу сумнителна цела оваа ситуација.